Големината е битна, посебно за американците, а Toyota како најпродавана марка таму мора да има и нешто големо во понудата. Но навистина големо како што е теренецот Sequoia, единствениот јапонски кој се осмели да им конкурира на домашните full-size модели. Сега со потполно новата трета генерација тој ќе се обиде да врати дел од продажбата која од некогашните 70.000 годишно падна на ланските едва и 8.000. Тоа ќе го стори со новата платформа која е заедничка со пикапот Тундра и глобалниот Land Cruiser. Како механичка основа и понатаму се користи шасија, но со задна оска со модерно мултилинк ослонување кое обезбедува помојни теренски својства што некому во Америка се уште му е битно. Велиме така бидејќи во основната конфигурација силата од хибридизираниот агрегат ќе се пренесува само на задниот пар тркала, а погонот на сите 4 преку редуктор и блокирачки заден диференцијал се добива како опција. Менувачот во двата случаи е 9 степен автоматски, а моторот е само еден. Заеднички со Тундра тој од своите 3,4 литри распределени во V6 формација извлекува повеќе од солидни 437 конски сили и 790 Нм максимален вртежен момент. Со нив Sequoia лесно влече приколка тешка повеќе од 4 тони, во што покрај целиот арсенал електроника помага и само нивелирачкото воздушно ослонување. За внатрешноста во која има 3 реда седишта и за опременоста не треба да се трошат зборови. Ако ве интересира цената на овој теренец кој со својата големина навистина остава неизбришлив впечаток, ќе мора да почекате до летото кога во фабриката на Toyota во Тексас ќе започне неговото производство. Треба исто така да знаете и дека освен во Соединетите Американски држави, Канада и Коста Рика, не се продава никаде на друго место во светот.